Благодарам, подпредседателе. Деловникот во член 203 ги разработува декларациите и резолуциите, а со ставот за резолуција се вели дека Собранието укажува на проблемите и мерките што треба да се на состојбите, проблемите и мерките што треба да се преземат во одредена област. Имено токму од таа причина Република Македонија се наоѓа во една состојба на 10 дена континуирана дезинформација по одредени теми и од таа причина една од мерките која што ние како одговорно владеачко парламентарно мнозинство имаме да го преземеме да укажеме на граѓаните дека она што го тврди дел од опозицијата, ќе кажам повторно дел од опозицијата, затоа што во текот на вчерашниот ден дали не бевме доволно разбрани или некој самерно сакаше да ги изврти тезите, беше злоупотребено дека се однесува на целата опозиција, дел од опозицијата, и тоа точно се гледа кој дел од опозицијата, затоа што одреден дел од опозицијата не ја коментира оваа тема и не навлегува во овие лаги, дезинформации, ширење страф и паника што се шират помеѓу граѓаните. И од таа причина јавноста, која што беше изложена на организирана и координирана кампања на дезинформации и манипулации, со кој што дел од опозицијата свесно создаваше страф, несигурност и паника кај граѓаните, преку лажни тврдења за наводно прифаќање на мигранти и изградба на мигрантски кампови, се настојуваше да се сруши довербата во институциите и да се злоупотреби чувството за безбедност на граѓаните за дневно политички цели. Овие лажни сценарија немаат никаква основа во реалноста и затоа укажувавме изминативе денови и не се одействуваат ниту со политиките на парламентарното мнозинство, а со тоа ниту на владините политики. Напротив, парламентарното мнозинство и владата имаат јасна, доследна и непроменита политика против нелегалната миграција. Владата никогаш не побарала, не договорила и нема да дозволи изградба на мигрантски кампови или трајно сместување на мигранти на територијата на општините, бидејќи се има обид да се симне оваа тема и на општинско ниво во државата и нема да дозволи да се случува никаде во државата. Дополнително, потребно е јавно и недвосмислено да се осудат политиките и одлуките на поранешната влада на Зоран Заев, со кои што беа отворени можности за составање на кампови за прием и нега на мигранти, спротивно на националните и државните интереси, и за тоа реагиравме и тогаш кога бевме опозиција. Таквите политики ја изложуваа државата на безбедносни, социјални и институционални ризици и создадува простор за денешните манипулации кои што ги слушаме на дневна основа. Оваа резолуција има и јасна превентивна улога, а таа испраќа порака дека прашањата поврзани со безбедноста, миграцијата и јавниот мир не смеат да бидат предмет на лаги и политички конструкции. Во општество како што е нашето, мултиетничко, неодговорното ширење на страф може да има сериозни последици врз стабилноста, толеранцијата и соживотот помеѓу граѓаните. Некој свесно се обидува ова да го наметне во државата, меѓутоа наша одговорност на сите нас, не само на владеачкото мнозинство, и туку и на опозицијата е да ги увериме граѓаните дека овие лажни тврдења и дезинформации се ништо, туку само дневни политички цели на одредени политички субјекти да се вратат во живот, соочувајќи се со проблемите кои што ги имаат во нивните редови, кој што е нивен проблем, најмалку е наш проблем, или пак проблем на граѓаните. Одовде оваа резолуција укажува и на состојбата за манипулација и дезинформација на јавноста од страна на дел од опозицијата, повторно ќе кажам, и се потврдува определбата за принципијална, одговорна и предвидлива надворешна политика, заснована на заштита на националните интереси и почитување на меѓународното право.
при што ниту еден надворечен процес не смее да биде на штета на безбедноста и стабилноста на државата. Воедно се укажува и се поништуваат политиките на поранешната влада, поврзани со мигрантски кампови, и се нагласува значењето на јавната стабилност и меѓуетничките односи и се повикува на одговорен јавен дискурс и почитување на фактите кои што имено од институциите и од британската амбасада беа укажани овие денови. За жал, некој на штета на меѓународниот углед и интерес на нашата држава продолжува да ја злоупотребува оваа тема и од таа причина поднесена е оваа резолуција во која што во 9 чекори се означени сите оние шпекулации и манипулации кои што деновиве се пласираат помеѓу граѓаните. Од таа причина, како координатор на пратеничката група на ВМРО ДПМН, поддржан од колегите од Вреди и од Знам, ја барам вашата поддршка да ставиме еднаш за секогаш крај на штатната реторика која што не влијае за продобрување на соживотот во нашата држава и секако на општествениот дискурс во кој што се наоѓа државата. Конкретно се означени и се укажани на одредени работи за кои што бевме обвинувани, а за кои што се гледа од самата резолуција дека се отфрлаат или се одбиваат на секој начин. И уште сега, додека ја образлагам оваа резолуција, сакам да ги отфрлам сите можни обвинувања за цензура на опозицијата. Ниту некој беше цензуриран, ниту на некој му беше скратено правото да зборува или да дискутира по неа. Морам да укажам дека единствена резолуција по однос на оваа тема која што се појави официјално во собранието е резолуцијата на ВМРО ДПМН, затоа што резолуцијата за која што слушнавме дека постои или за која што бевте повикувани и вие, колеги пратеници од опозицијата, па и од власта, на СДСМ е единствено резолуција која што се појави на една пресконференција на СДСМ на Бихачка и за која што немаше доставено официјално до собранието. Доколку некој има сериозна намера тоа да го достави до собранието и има сериозна намера истата да се разгледа, можеше да биде доставена, вака останува само оваа резолуција. Дополнително, во текот на денешниот ден, од вчера до денес, имаше можност да се достават и амандмани, да се реагира доколку има одредени забелешки во самиот нацрт текст на резолуцијата или во самиот наслов. Тоа од ниту еден политички субјект во собранието не се случи, односно немавме амандмани. Истата беше разделена на двете матични комисии, односно Комисијата за политички систем и Законодавно-правната комисија, и од тоа сметам дека, бидејќи немаше одредени забелешки, сметам дека резолуцијата го помина целиот пат во собранието и денеска е дојдена во постапка на изгласување, односно дискусија и изгласување пред самите пратеници. Затоа би побарал поддршка од сите пратенички групи, затоа што со самата резолуција се укажува дека не се водат формални или неформални разговори за мигранти и дека секој еден пратеник кој што сака да зборува на темава ќе го потврди тоа со гласањето на самата резолуција. Се она што ќе биде кажано надвор од оваа дискусија или дополнително по социјалните медиуми е само политиканство, а единствено нешто кое што ќе остане и формално правно е во процедура е резолуцијата која што денес ние како пратеници ќе ја поддржиме или нема да ја поддржиме. Ви благодарам на вниманието.